За седмо деление од прашањата, јавната база на прашања за екстерно тестирање по математика за учебната 2014-2015 година, ќе разгледаме наредни 6 прашања, почнувајќи со 161. Тоа прашање гласи: кои услови треба да се исполнети за да еден триаголник да биде рамнокраг правоаголен? Самото име ни кажува. За да биде рамнокраг треба да има две еднакви страни, тие се викаат краци. А да биде правоаголен треба да има прав агол. P1, Q1 да биде еднакво со P1, R1 и да има еден прав агол, тоа е аголот во темето P1. Значи да има две еднакви страни и прав агол. 162. Растојанието од пресечната точка низ која минува симетралата S на отсечката AB до крајната точка на отсечката е 3,2 см. Колку изнесува должината на отсечката AB? Еве ми отсечка A1, B2 ми се запишала овде, не е проблем, дека е тоа AB отсечката. Сега е, симетрала на отсечка е права која ја полови отсечката и е нормална на неа, што значи оваа права минува низ средината и е нормална на неа. Тоа е средишната точка, таа е еднакво оддалечена од точката А и од точката Б. Растојание 3,2 е должина на ова А2, С2, а тогаш целата отсечка е два пати поголема, 6,4 см. 163. Ако во еден триаголник сите внатрешни агли се еднакви, тие може да имат големина секој од нив по 60 степени. 180 степени, трите еднакви, значи секој од нив по 60 степени. Ништо страшно. 164. Ако во еден триаголник едниот агол е 30 степени, збирот на другите два агли е 150. Зошто? Збирот на три агли е 180. Нека гама има 30 степени, алфа плюс бета ќе имаат заедно 180 степени минус 30 степени. Тоа е 150 степени. 165 прашање. Големината на аглите на рамнокраг правоаголен триаголник изнесуваат. Значи сум имал цртеж, ајде се надевам нема да ни треба тоа. Рамнокраг правоаголен триаголник. Што ме правоаголен треба да има прав агол од 90 степени. Тоа е дел од цртежот. Рамнокраг. А аглите при основата на рамнокрагиот триаголник се, да погледнеме сепак овој првиот цртеж, и тука имаме, еве, тој агол во темето P1 е 90 степени. Основа на овој рамнокраг триаголник, краци P1, Q1 и P1, R1, основа е R1, Q1. Аглите при основата на рамнокрагиот триаголник мора да се еднакви. За нив останува заедно да имат 90 степени, секој од нив по 45 степени. И 166 прашање ќе биде наредно прашање. Овие беа 5 планирани. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешно совладување на екстерното тестирање.